на Канал 8, добродојдовте. И покрај променливите временски услови стартуваше жетвата на житата во Кочанско. Приносите се во рамки на просекот од минатогодишните реколти, а нема големи промени ниту кај откупните цени. Земјоделските производители од Кочанскиот регион ја почнаа жетвата на јачменот, со што стартуваа активностите за прибирање на овогодишната реколта на есенските жита. Добиените приноси на самиот почеток најавуваат дека може да се очекуваат за 20% поголеми количини од минатогодишните, а за што влијание имаа поволните временски услови во текот на вегетацијата. Минатата есен во Кочанско беа засејани над 4600 хектари со јачмен и пченица, од кои се планира да се добијат близу 9000 тони лебно жито и околу 7000 тони јачмен. Сепак, временските услови имаа различно влијание кај двете култури, велат од подрачната единица за земјоделство во Кочани. Поради тоа, кај јачменот се очекува принос и над 400 килограми од декар, што е повеќе од просекот за регионот. Наспроти тоа, кај пченицата ќе има известно потфрлање поради недостигот на потребната влага во почвата во завршниот период од вегетацијата. Тоа значи дека ќе се добијат нешто помали количини од планираните. По почетокот на жетвата на јачменот, за 10 дена се очекува да започнат и жетвените активности на пченицата, за која земјоделците не се оптимисти во поглед на приносите. Годинава, токму во мај, во периодот на вегетацијата, немало доволно врнежи од дожд за да се наполни зрното. Земјоделците велат дека растението прегорело и не успеало да го оформи класот, поради што најверојатно просекот ќе биде околу 320 килограми од декар. Во моментот просечната откупна цена за јачменот се движи околу 10 денари за килограм, што за земјоделските производители е под границата на рентабилноста. Според најавите од откупувачите, пченицата ќе се откупува за 1 денар повеќе, што е вообичаено во периодот на жетва, но може да се очекува цената подоцна да се покачи за 10%. Во Усова чешма почна изградбата и комплетирањето на 4 улици, со што во населбата ќе бидат завршени скоро сите поголеми сообраќајници. Паралелно со тоа почнува и реконструкцијата на левиот коловоз на булеварот Тодосија Паунов. Локалната самоуправа на Кочани продолжува со проектот за изградба и комплетирање на улиците во градското подрачје. Во тие рамки почнаа градежните работи на 4 улици во населбата Усова чешма: Ване Градовјански, крак на Македонска, крак на Кресненско востание и крак на Никола Парапунов. Според состојбата на терен, механизацијата на избраниот изведувач В група од Радовиш ја трасира улицата Кресненско востание. Од друга страна, подпорните ѕидови што претходно беа изградени на Ване Градовјански и на Македонска овозможуваат да почнат подготовките за асфалтирање на овие две улици. Според предмер пресметката ќе се изградат вкупно 650 метри, со што во населбата Усова чешма ќе бидат асфалтирани сите поголеми улици. Деновиве, поради тековните градежни активности на кружниот тек кај автобуската станица и почетокот на реконструкцијата на булеварот Тодосија Паунов, се применува времен режим на сообраќајот. Во меѓувреме, поради подготвителните градежни активности за реконструкција на левиот коловоз на Тодосија Паунов, на потегот од кружниот тек кај шумското стопанство до стопанскиот двор на водостопанство Брегалница, за сообраќај во двата правца се користи спротивниот десен коловоз. Одговорните во општина Кочани апелираат учесниците во сообраќајот да бидат внимателни при движењето и да ја почитуваат поставената сообраќајна сигнализација. Општина Кочани ги подсетува граѓаните дека во вторник ќе се одржи петата сесија на која ќе биде представена имплементацијата на проектниот форум, за кој беше обезбеден грант од 50.000 швајцарски франци. Форумската средба ќе почне напладне во холот на Основното училиште Свети Кирил и Методи. Општина Кочани подсетува дека во вторник ќе се реализира петата завршна форумска сесија со граѓаните во рамки на програмата за подобрување на работата на општинскиот совет, што се спроведува во повеќе општини во државата. На претходните 4 работни средби беа представени целите на проектот за јакнување на општинските совети, со кој треба да им се овозможи директно учество на граѓаните во процесот на донесување одлуки на локално ниво.
Учесниците на последната форумска сесија ќе имаат можност да се запознаат со постигнатите резултати и реализацијата на избраниот проект, како и другите проекти и препораките од форумот, што тие ги избраа за најприоритетни за реализација. За овој проект се обезбедени 50.000 швајцарски франци од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка. Исто така, присутните на форумската сесија ќе можат останатите предлог, идеи и решенија што произлегува од самиот форум да ги упатат како препораки до општината за можност за нивна реализација. Присуството на жителите, здруженијата на граѓани и представници на институциите, како и нивно активно учество на сесиите, дава голем придонес и е од особено значење за успешно спроведување на проектниот форум во општина Кочани. Петтата форумска сесија ќе се одржи во вторник со почеток од 12 часот во холот на Основното училиште Свети Кирил и Методи во Кочани. Монодрамата "Избувливиот човек" ја доби наградата од публиката на 22-тиот интернационален фестивал на монодрама, што се одржа во Битола. Во силна конкуренција со учество на 10 театри од земјава, актерот Ѓаурски и режисерот Даниловски задоволни од добиената награда. Монодрамата "Избувливиот човек" во изведба на актерот Ефтим Трајчев Ѓаурски, а во режија на Перо Даниловски и продукција на Центарот за култура Бели Мугли од Кочани, ја доби наградата од публиката на 22-тиот интернационален фестивал на монодрама, што претходните денови се одржа во Битола. На фестивалот беа одиграни 10 домашни монодрами и истиот се одржа по пауза од 1 година во периодот од 22 до 27 јуни. Монодрамата "Избувливиот човек" е работена според книжевните нацрти на Антон Павлович Чехов и неговата истоимена творба. Представата "Последната лента на Крап" во режија и изведба на Ѓорги Јолевски, копродукција на Македонски народен театар и Перипетија продукција, ја освои Гран при наградата за најдобра режија, а наградата за најдобро актерско остварување ја доби Билјана Драгичевик Пројковска за улогата во монодрамата "Кармен" во режија и драматизација на Дејан Пројковски, продукција Драмски театар. 22-тиот интернационален фестивал на монодрама се одржа со подршка на Министерството за култура на Република Македонија и општина Битола. Во спомен на светите апостоли Петар и Павле и на сите други апостоли започнаа Петровденските пости или така наречени апостолски. Годинава траат 2 недели, затоа што нивната должина зависи од терминот на празнувањето на Великден. Започнаа Петровденските пости и ќе траат до верскиот празник Петровден 12 јули. Православните верници ќе преминуваат еден од 4 редовни пости, кај народот познати како Петровденски или апостолски пости. Самото име кажува дека за разлика од божикните и великденските пости, кои се посветени на Исус Христос и богородичните посветени на Пресвета Богородица, овие се во спомен на светите апостоли што беа ученици и го шираа христијанството по смртта и воскреснувањето на Христос. Петровденски се нарекуваат затоа што се посветени на апостолите Петар и Павле. Првиот во својата мисија, покрај другото, практично ја оформил црквата како институција на земја, а вториот со своите проповеди го проширил христијанството низ целиот свет. Свештениците апелираат дека освен на телесниот пост и воздржување од храна, потребно е да се посвети внимание и на духовниот пост. Според типикот се пости понеделник, среда и петок е строг пост без масло, вторник и четврток е дозволена употреба на масло, а в сабота и недела дозволено е јадење риба. Свештениците велат дека од година во година се поголем број млади луѓе се одлучуваат да постат и доаѓаат да се консултираат со нив околу правилото на пост и исповед. Во христијанската традиција се смета дека целта на постот е прочистување на телото, зајакнување на волјата, воздигнување на душата над телото. Црквата посветена на светиот Наум Охридски чудотворец во селото Чифлик и годинава ќе го празнува денот кога се слави овој светител. В сабота на 3 јули ќе биде отслужена света божествена литургија, на која ќе начествуваат свештеници од Кочанското архиерејско наместништво. На денот кога се празнува Свети Наум Охридски чудотворец, веќе повеќе од 10 години откако постои слави црквата во селото Чифлик, посветена на овој светец.
Црковниот одбор при храмот и годинава достојно ќе го одбележи празникот, па затоа ги повикува и известува сите православни верници во селото Чифлик и околните населени места в сабота на 3 јули да присуствуваат на Светата Божествена литургија, со која ќе членуваат свештеници од Кочанското архиерејско наместништво. Литургијата започнува во 7 часот и 30 минути. Вечерна богослужба ќе се служи на 2 јули, ден пред славењето на Светиот Наум Охридски, кога ќе биде послужена и вечера, а празничен ручек за сите верници ќе се служи на денот после завршувањето на литургијата. Црквата Свети Наум Охридски чудотворец постои скоро 10 години и верниците во неа си наоѓаат мир, спокој и упатуваат молитви кон светителот на кого е посветен храмот. Пред 3 години беше осветена и камбанаријата на црквата. Следува информацијата од спортот. Нов успех постигнаат членовите на џудо клубот Гладиатор на надпреварувањата на државно ниво. Викендов во Прилеп се одржаа 2 првенства во категорија на пионери, јуниори и кадети, на кои нашите џудисти освоија 13 медали. Џудо клубот Гладиатор постигна максимален ефект на 2 државни првенства во различни старосни категории што викендов се одржаа во Прилеп. Всушност, тие не само што го повторија, туку и го подобрија успехот од пред 10 дена, кога од државните првенства исто така во Прилеп се вратија со бронзени медали. Во саботата, во конкуренција од околу 200 надпреварувачи, Гладиатор настапи со 10 надпреварувачи во 2 старосни категории на првенството за млади пионери и кадети. При тоа, тие се покажаа во одлично светло и постигнаа 100% учинок, односно освоија 10 медали. Во категоријата млади пионери, Матео Станоев го освои првото место, Габриел Станоев второто, додека Милан Станоев третото место. Трети места во своите тежински категории освоија и Петар Новков и Благоја Благоевски. Во категоријата кадети, првото место му припадна на Дамјан Крстов, втори место освоија Христијан Павлов и Станислав Грпов, а третото место и припадна на Стефанија Павлова. Љубица Наунова не успеа да избори пласман за бронзен медал. Во неделата Прилеп беше домакин и на државното првенство за јуниори и кадети, при што џудо клубот Гладиатор настапи со 5 надпреварувачи. Филип Манасиев освои сребрен медал, а Дамјан Крстов и Христијан Павлов бронзени. Станислав Грпов не успеа во борбата за трето место, додека Љубица Наунова поради здравствени проблеми го прекина надпреварувањето. Од џудо клубот Гладиатор упатуваат благодарност до компанијата Амфенол Технолоджи Македонија за поддршката во постигнувањето на успесите на овие првенства. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.